Дали 4 водички и 4 празнувања кои ги организира манастирот Света Петка во Кочански дол се во склад со црковните норми или се спротивни е дилема која се уште не е расчистена во јавноста. Многобројните верници кои тој ден го празнуваат празникот останаа изневерени од аспект на неосветениот ручек, бидејќи тие ниту знаеле, ниту биле виновни или одговорни за осветените и неосветените водички. Од тука индивниот револт поради постапката на попот. Меѓутоа, 3 дена подоцна со објаснување се јави представник од Македонската православна црква, кој меѓу другото истакна. Во врска со недоразбирањето кои што се појави околу празнувањето на празникот посвета на Светата Параскева Римјанка во местноста Кочански дол, како црква должностни да апелираме до сите граѓани за појавата на таквите недоразбирања, имено по претходна напомена од страна на митрополитот Бергалнички Иларион, кој што од пред се од нисхождение кон луѓето, кон верниците и кон сите нели оние луѓе кои што се грижат за манастирот, благослови да свештенството да зема молитвено учество на овој ден, но претходно напомена другите водички кои што се отворени, да речеме, на еден нелегитимен начин за црковните канони, односно без благослов и одобрение на неговото високо преосвештенство да бидат затворени. Откако истото било пренесено од тамошниот свештеник кој што е поставен на таа парохија, луѓето или верниците, не можам точно со сигурност да кажам кој, нели, да не обвинувам напразно, не наишли на разбирање водичките кои што се така на еден начин пуштени во употреба не биле оттргнати, па поради тоа свештеникот откако видел дека нели се уште стоат таквите водички, не земал молитвено учество, на што нели верниците бурно реагирале. Значи, доколку се водиме по светите канони кои што ги пропишува Светата православна црква, сето она што е изградено, што е направено без благослов и одобрување на надлежниот митрополит, се смета за нецрковно. Домакинката на манастирот вели дека тие не ги измислиле последните водички, односно двете спорни, туку дека тука ги дал Господ, односно природата. За неа не е спорно што тие се празнуваат на одредени празници и не е јасно зошто црквата не ги признава кога народот доаѓа и се наоѓа аманет од нив. Од друга страна останува отворено прашањето зошто досега не биле осветени и преостанатите две водички, со што ќе се избегнал непријатниот настан. Уште повеќе, каков епилог ќе добие овој очигледно ни малку наивен проблем, бидејќи доаѓаат други празници кои повторно ќе ги соберат верниците во овој манастир и повторно ќе се јави потреба од осветување на празничниот ручек. Конечно, отец Тоше Манев со неосветувањето на ручекот не ги казнил само непослушните членови на црковниот одбор, туку многу повеќе многобројните верници кои дошле на празникот почитувајќи ги сите православни христијански норми, со палење свекичка за здравје, со молитви, со оставање подароци на манастирот и со прифаќање на ручекот како манастирска благодарност за посетата, преклонувањето и нераскинливата врска помеѓу него и верниците. Последна вест, телевизија Кочани дознава дека ноќта помеѓу 8 и 9 часот повторно било провалено во манастирот Света Петка, од каде крадците однеле алкохолни и безалкохолни пијалоци и предизвикале неред во објектот. Не направиле поголема штета затоа што членовите на црковниот одбор ги засолнили лонците во куќа во близина, а средствата кои биле собрани од верниците биле однесени кај влагајникот. Според домакинката на манастирот, ова било 7 или 8 провалување и во изминатиот период им била направена голема материјална штета.